Добар ден, почитувани, време е за отвореното студио на телеканал А1. Денес е едно поразлично отворено студио, односно денес не се наоѓаме во просториите на телеканал А1, туку се наоѓаме во канцеларијата на директорката на Општа болница Струмица, доктор Анкица Ангова. Денес ќе зборуваме за тоа што се е сработено во Општа болница Струмица, односно кои се апарати медицински може да ги користат пациентите, меѓутоа исто така ќе слушнеме, еве како моје прво прашање, од кога постои Општа болница Струмица и како таа се развивала низ годините. Добар ден, доктора Анкица. Еве да слушнат граѓаните, многу пати сме зборувале за тоа, за новите проекти за апаратите и значајните услуги кои што може да ги добијат граѓаните од Општа болница Струмица, меѓутоа некако за историјата никогаш не е станало збор, па од која година постои и како таа се развивала низ годините. Добар ден, поздрав до гледачите на телеканал А1. Благодарам на прашањето. Значи, болницата датира од пред 50 на години. Најпрво започнала како дом на народно здравје во едни други услови, во едни други простории. Потоа преминала во медицински центар, за да 2005 година се трансформира во два субјекти: Општа болница Струмица, во која ние денес се наоѓаме, и Здравен дом Струмица. Инаку Општа болница Струмица околу 90% е позиционирана во централното градско подрачје, со исклучок на одделот за неврологија и психијатрија и очно и ушно, кои што се малку дислоцирани од основната болница. Таа се простира на околу 14.000 метри квадратни, без новиот крак, за него не би сакал сега во оваа точка да зборувам. Од овие 14.000 метри квадратни, околу 12.500 метри квадратни се стационарен дел и околу 1550 метри квадратни се специјалистичко-консултативни амбуланти. Во моментот располагаме со околу 378 вработени, во кои влегуваат лекари специјалисти, медицински персонал и немедицински персонал. Располагаме со околу 218 болнички кревети и капацитетот на одделни одели е над 100% искористен, а генерално околу 80% од капацитетите и ресурсите на болниците секојдневно ни се искористени. Кои типови на здравствени услуги може да се добијат во Општа болница Струмица, односно накратко да ги приближиме гледачите до новите апарати и услуги кои што овде може да ги добијат? Како што реков, значи имаме болнички оддел, каде што се користат болничките услуги. Имаме специјалистичко-консултативни амбуланти, лабораторијски услуги нудиме, рентген диагностика, која во последните години е проширена со содржините од типот на мамографија, компјутерска томографија. Тоа се методи кои што секојдневно се практицираат во болницата и нудиме услуги не само во нашата болница и на нашето население, туку и надвор од нашата општина. Потоа имаме од кабинетските делови стрес тест, кабинет за гастроскопија и колоноскопија, астма центар, центар за диабет и најновата, да не кажам, содржина во болницата, што посебно задоволство ни причинува и чест, тоа е одделот за интервентната кардиологија, со која многу малку или воопшто не постојат болници од рангот на Општа болница, која располага со таква содржина. Тоа е огромна привилегија, но и многу голема обврска и нудиме многу софистицирани услуги на нашите пациенти. Дали благодарение токму на овие апарати повеќе граѓани од околните општини доаѓаат токму овде за лекување? Значи, во Општа болница Струмица услуги користат околу 230.000 население. Услугите ги користат не само граѓаните на нашата општина и општините кои гравитираат и населените места према Струмица, од типот на Богданци, Гевгелија, Јосифово, Валандово, Радовиш. Во последните 2-3 години тренд стана, почна нашите услуги да ги користат и подалечните општини, како Берово, Пехчево, инцидентно доаѓаат од Неготино, Кавадарци. Значи, услугите што ги нуди Општа болница се услуги кои што се примамливи за пациентите и ги задоволуваат нивните потреби. И сега со новиот мој термин многу лесно доаѓаат на термин и се закажуваат и си ги користат правото како пациенти да се лечат таму каде што очекуваат да бидат услужени онака како што треба.
Спомнавте дека имаме повеќе апарати кои што можат граѓаните да ги користат и нормално навремено да ги откријат своите болести. Зборува повеќе за последните, односно за поновите апарати, како ти помогнале на граѓаните. Да се навратаме интервентната кардиологија како содржина која не беше својствена ниту во најголемите наши очекувања, не можевме да замислиме дека такво нешто би имало во Струмица, токму во Општа болница Струмица. Тоа беше привилегија или луксус на само специализираните болници за интервентна кардиологија и на клиниката за кардиологија. Од 13 јануари 2015 година, благодарение на средствата што беа обезбедени од Министерството за здравство и владата на Република Македонија, инфраструктурно го направивме функционален просторот за интервентна кардиологија, собата за коронарна единица и апаратот го донесовме и започнавме на 13 јануари 2015 официјално да работиме. Во текот на 2015 година ние располагавме со еден интервентен кардиолог, но кој и до ден денес постојано работи под менторство на колеги од странство, поточно од Србија, кој наизменично се ротираа во Струмица и своите долгогодишни искуства ги пренесуваа и на нашите колеги, на нашиот тим за интервентна кардиологија и ги нудеа нивните услуги и нивните искуства на нашите пациенти. Во текот на 2015 година завршивме со некоја бројка од 304 интервенции направени, од кои 71 инфаркт. Тоа го потенцирам бидејќи инфарктот порано не се третираше во нашата болница, само припреми се правеа и се транспортираа за Скопје. Се губеше драгоцено време, а времето во интерес на пациентот до 2 часа, ако не се санира запушувањето, тогаш може трајно оштетување на лезијата и дел од мускулот да настане. Значи сега, водејќи се од сите тие привилегии што ги уживаат нашите пациенти, многу побрзо се интервенира, се спасуваат човечки животи и многу побрзо, без трајни последици, се враќаат во процесот на живење и на работа нашите пациенти. Трендот на зголемување на услугите и оваа година се продолжува, така да во почетокот на 2016 до денес имаме направено околу 274 интервенции. Се надеваме оти годината ќе ја завршиме со поголема бројка од 2015 година. Исто така, барем за нас во Струмица, кога некој има каракта, односно народски речено перде во окото, знаеше да се седи по една недела во болничките кревети поради начинот на отстранување. Сега исто така и во оделение има еден нов апарат кој што се користи, кој што благодарение на него граѓаните за само неколку часа се готови со нивната операција и можат послободно да се движат и порано да завршат. Малку да подборуваме и за овој апарат, односно колку и тој е функционален и корисен за пациентите во Општа болница. Имајќи го во предвид дека старосната граница на нашите пациенти се продолжува, че се поголем број на популација е во некој трета доба од староста и очекувано е тој проблем да уште повеќе се потенцира, бидејќи самата катаракта со исклучок на поодделни ситуации се јавува и е врзана со старечката возраст. Порано немавме искуство од работа на катаракта, барем не на тој начин пратејќи ги светските трендови. Некаде во 2014 година со набавување на апаратот, факоапаратот, започнавме со имплементирање на две оперативни техники. Едната е така наречената ЕЦЦ, оперативна техника, малку класична, со рез поголем од 2,7 мм, каде се крши постоечкото јадро на леќата, заматената, се вади и се имплантира леќа, но процесот завршуваше со 2 до 3 конци. Резот мораше да се санира на тој начин. Некаде во почетокот на 2014 година започнавме уште пософистицирана техника, атреуматска со топична анестезија, каде резот е само 2,7 мм, спонтано зараснува, можноста на апаратот е на лице место да го разбива со ултразвук заматеното јадро и да имплантира преку толку мал рез интраокуларна леќа. Таа привилегија ја користат и до ден денес и се надевам во иднина ќе ја користат нашите пациенти. Имаме направено до сега над 400 операции, што е значително бројка во околината, бидејќи ние ги обскрбуваме пациентите не само од Струмица, туку како што напомнав, од сите општини кои гравитираат.
Нашите листи за чекање сега се некаде од 6 до 8 месеци, бидејќи преголем е бројот на пациенти што сакат на тој начин, атрауматски безболно да се оперираат. Посебна привилегија е за помладите пациенти, бидејќи истиот ден може веднаш да се вратат во процесот на работа. Во продолжение, доколку мислите дека од делно новите апарати кои што донесени во општата болница Струмица, еве вака да ги потсетиме на гледачите да знаат дека ги имаат тие апарати кои се од поновите генерации на медицински апарати кои што може да ги користат, еве да ги споделиме. Се сеќавам во претходно наше заедничко интервју дека исто така има и трета операциона сала кој што им помага, посебно за родилките кои што редовно ја користат, малку да подборуваме и за оваа тема или исто така за други некои медицински опреми кои што се прилично нови, а достапни за пациентите и за нив на најголема корист. Кога сме во инфраструктурниот дел, ние имаме преземено многу зафати во последните 4 години. Некаде крајот на 2014 година го направивме и реконструиравме централниот влез на болницата, комплетно со реконструкција на сите специјалистичко-консултативни амбуланти, како што се гинекологија, ортопедија, анестезија, урологија и хирургија. Во 2013 година, некаде од септември до ноември, направивме реконструкција на постоечкиот тогашен оперативен блок, чиј капацитет беа само 2 оперативни сали, а денес веќе имаме 3 оперативни сали, каде можноста за оператива на ортопедите се зголеми. Просторот за оператива на гинеколозите и на хирурзите исто така стана покомотен и на тоа е потврдено и со низа резултати претворени во бројки. Значи 2016 година ние до сега имаме во тие оперативни сали направено околу 583 хируршки интервенции, околу 222 ортопедски интервенции, а да не кажем околу 150 хистеректомии или гинеколошки операции. Овие сали ги користат и ушните лекари, каде со набавката на апаратот за бескрвно електричен нож за операција на крајници, посебно кај мали деца, бројот на заинтересираните и потенцијални кандидати со тие проблеми исто така ги прифаќаме во нашата институција. Освен тоа, значи некаде го спомнавме ангиографот во 2015 година. Во 2014 година успеавме да пристапот према болницата и да асфалтираме предниот дел на болницата, да реконструираме крововите на старата болница каде што ни се сместени очно и ушно оделение, да реконструираме кровот на рентген службите и овие кабинетите што ни се поставени во овој дел од болницата. Постојано нешто работиме, се трудиме, реконструираме се со цел да се подобри и перцепцијата за болницата и амбиентот за работа и за престој на болните. Тоа е во одделот за инфраструктура. Во одделот за апаратура, да не се навраќам повторно на ангиографот, значи имаме многу други апарати внесено во болницата како новина што заслужуваат внимание. Некаде 2012 година набавивме колоноскоп. Тоа е една новина каде што пациентите што директно се засегнани со такви проблеми можат сега тие испитувања тука во нашата болница да ги прават и навреме и точно со биопсија да се утврди дијагнозата кај такви пациенти и здравствениот проблем. Набавивме ехо за колковина доенчиња. До тој момент, некаде до 2014 година, се одеше со агресивно рентген снимање на суспектни случаи. Сега со набавувањето на овој апарат и ризикот од зрачење на новороденчињата е минимализиран или сведен на нула и имаме досега прегледано над 770 новороденчиња. Од 2015 година од ноември набавивме 4D ехо во гинекологијата. Можностите и перформансите на апаратите се толку големи што при секој рутински гинеколошки преглед може да се утврди состојбата, не дај Боже, некои деформитети кај плодот и слични работи. И од тој момент кога го инсталиравме апаратот до денес имаме над 3500 прегледи направено. Набавивме дермоскоп за кожно. Може би пратите дека трендот на зголемување на процентот на меланомна кожа е во пораст, што е врзан директно со надворешните влијанија и зрачењата. Со тој апарат се нудат можности навреме да се дијагностицира и нешто што е сумњиво или суспектно да се прати во право време на вистинско место за да се минимализираат последиците и катастрофалните резултати.
набавивме фиброларингоскоп за ушно. Значи има многу апарати што дотогаш не беа воопшто ни размислувано, ни не постоја во болницата. Со тоа се подобрува квалитетот на диагностиката во болницата, навременото поставување на диагнозите и на тој начин се гарантира некоја сигурност на пациентите од и навреме ќе се постави точна диагноза и ќе се превземе точно лечење. Еве месец октомври е посветен на месец кој што се грижи, односно да подигнеме свеста на жените да се грижат за своето здравје. Имаме скрининг во Општа болница Струмица, како сме на оваа тема? Значи, програмата преку Министерството за здравство за скрининг за рано откривање на карцином на дојка започна во април 2015 година. Кај нас, на нашиот мамограф, нашата екипа задолжена за таа работа, има направено 2223 скрининзи. Опфатена е возраст над 50 годишна возраст. Директно ги контактираме пациентките со укажување оти се на листата на предложени кандидати, потенцијални, што треба да се прави оваа рутинска контрола. Премногу сме задоволни од одзивот, се очекувам од и они се задоволни од резултатите и на тој начин се грижиме за здравјето и превенцијата на жените во некоја возраст каде што ризикот од појава на оваа заболување е доста застапено во светот, па и кај нас. Во разговорот ние спомнавме дека лекари од странство доаѓаат да ги обучуваат нашите лекари овде во Струмица како да ги користат, односно побрзо да ги користат апаратите новите кои што ги има во Општа болница Струмица, меѓутоа има и многу наши лекари кои што заминуваат на обука во странство. Кои се искуствата на оваа тема? Значи, проектот преку Министерството за здравство за доедукација на лекарите и средниот медицински персонал започна да се реализира некаде од ноември 2013 година. Од тогаш до денес од нашата болница има 25 колеги што заминале на обука во странство и околу 30 среден медицински персонал. Тие ги искористија можноста да посетат одредени центри или болници во одредени држави. Најчесто се правеше обука во блиските држави, во Бугарија, во Турција, во Србија, се правеше обука во Словенија, еден колега замина во Рим. Значи, сите тие обуки направија да се види да се добие вистинската перцепција за едни современи болници, како треба да изгледаат. Посебно мене ме радува бидејќи во тие средини некако многу поразлично се перципира и се комуницира со пациентот. Свеста на луѓето и на вработените е на некоја повисоко ниво. Респектот према пациентот и пациентот према медицинскиот персонал е малку поразличен и сите тие искуства, ако не можеме веднаш да ги имплементираме, но не наведуваат на едно размислување дека може нешто да направиме во правец да подобриме и перцепцијата и односот према пациентите и пациентите према медицинскиот персонал. Дел од вештините што таму се практицираат, понекогаш е возможно, понекогаш не е возможно да ги практицираме во наши услови. Многу поголем привилегии и бенефит имаме кога едукатори од клиничките болници и од странство доаѓаат овде во наши услови, на наши пациенти, да нудат квалитетна здравствена услуга, притоа обучувајќи го целиот медицински тим, што е директен учесник у процесот на работата. Ние имаме соработка со многу колеги, во моментот околу 10 колеги со различни специјалности ја посетуваат нашата болница, зборувам за колеги од одредени болници од државата, во сферата на хирургијата, во сферата на гастроскопијата и колоноскопијата, за оперативна факохирургија, научното, потоа имаме патолог што не посетува, специализиран радиолог кој што на нашите колеги им се наоѓа во услови на сложени диагнози компјутерски што мора да се постават, а неговото искуство е од непроценлива важност, ортопед не поседува и така натаму. Интервентниот кардиолог, како што го спомнам, веќе во континуитет повеќе од година и пол, се присутни, ротираат на секој месец. Мислам дека еве последниот настан што беше забележан од ваша страна и на другите медиуми пред 3 дена, благодарение на меморандумот на Министерството на здравство и Лекарската комора на Македонија, почна да доаѓаат
Од CNDA, Меѓународна лекарска асоциација, еминентни стручњаци од странство, претежно од Америка, кои престојуваат во нашата држава, со точно утврдена агента во кое време која болница треба да ја посетат и директно да се уклучат во процесот на работа. Ние досега имавме привилегија во нашата болница да бидат во 2 наврати абдоминален хирург, ортопед и интервентен кардиолог. Се надевам дека со обзирот и меморандумот гарантира соработка до 2018 година и други вакви еминентни стручњаци ќе не посетат во другите области и нивното присуство овде е од непроценлива важност. Неодамна кај Струмичани позната новата болничка зграда, односно новата зграда која што се наоѓа во склопот на дворот на Општа болница Струмица, почна да се реконструира. Да ги запознаеме гледачите кои се оделенја треба да бидат таму и дали да очекуваат нов оддел, односно некое ново оделение. Чиновиот така наречен крак се состои од 2 единици, блок А и блок Б. Тоа е така наречениот оперативен блок. Ќе се протега на површина од 6500 метри квадратни. Блок А има приземи 4 ката со површина од 4500 метри квадратни и блок Б со површина од 1500, приземи и 2 ката. Самојот назив оперативен блок покажува дека сите оперативни оделенија или сите специјалности врзани со оператива ќе бидат таму префрлени, тргнувајќи од ортопедија, хирургија, урологија, пластична хирургија, очно, ушно и гинекологија. Приземјето е замислено како триажен центар да ги прифаќаме ургентните пациенти, така наречен ургентен дел, во кој ќе се прави правилна триажа и малите хируршки интервенции или да не кажам малите повреди тука веднаш ќе се санираат, нема да се препраќаат пациентите по краците нагоре во стационарот. Овој дел е директно со топли ходници поврзан со лабораторијата и рентген службите, така да ќе имаме можност се да не биде тука на едно исто место на дофат и многу брзо со правилна триажа на пациентите да се нудат квалитетни здравствени услуги. Инаку започнавме официјално со обезбедување на средствата преку владата на Република Македонија од 275 милиони денари за реконструкција на кракот, посебно само за инфраструктурниот дел, да работиме некаде април 2016 година. Тука ќе влегува реконструкција, изградба и функционална поврзаност на кракот со останатите содржини на болницата. Тоа е се што во почеток би можела. Сега работиме на, да не кажам, спецификации, на работење на спецификација на опремата и инвентарот што треба да биде во кракот и за тоа се обезбедени дополнителни средства и се надеваме дека некаде за година време со таа динамика како што се работи ќе имаме чести привилегија и заедно со вас ќе се пофалиме за уште нешто многу големо направено во Општа болница Струмица. Во нашиот разговор го спомнавме и мој термин. Како се почитува истиот, односно дали пациентите се навикнаа да го користат? Мој термин е проект од Министерството за здравство, некаде почна да се реализира и првите чекори пионерски да ги правиме 2013 година. Почетокот бевме сите релативно скептици, и персоналот, и пациентите. Никој не сакаше да излезе од овие стандардни стереотипи во кои се наоѓавме и ни обезбедува одредена комоција. Чекалните беа полни утринските часови, мислејќи дека секој што ќе дојде прв ќе биде и прв прегледан. Мислам оти мој термин е убав проект, многу убав проект, каде точно во одредено време, на одреден час, знаеш во која амбуланта и кој лекар ќе ти ја понуди здравствената услуга. Пациентите имаат право во врска со тоа да го изберат лекарот од кој сакат да бидат прифатени. Некогаш се јавуваат технички проблеми, не е се идеално. Дел од проблемите во почетокот сега се минимализирани или воопшто не постојат. Се јавуваат ургентни проблеми од техничка природа, например, со доградбата на софтверот за мој термин, одредени период од денот или неколку сати, не можеме да влеземе во системот. Некогаш може се расипал компјутерот или слично. Понекогаш се случува благодарение на сите тие ангажмани дополнителни на лекарите од типот на специализации, обуки, семинари да бидат одсутни, непланирано одсутни или планирано одсутни.
па правиме некои надпросечни напори да не ги враќаме пациентите да бидат прифатени или на време ги обавестуваме преку телефонот и ќе бидат прифатени во некое подруго време, во друг ден од истиот доктор или на некоја замена. Проблеми има, не викам не, но мислам оти се многу малку споредба со почетокот. Свеста на пациентите веќе почна да се развива. Многу ретко се случува да се видат гужви, големи гужви во чекалните. Мислам оти поголемите гужви се случуваат во периоди кога треба да се препишуваат некои стандардни терапии што бараат исклучително специјалистички извештај. Може би тоа се банални работи, но така се поставени работите во моментот, или медицински помагало типот на пелени или слично. Некогаш тие го реметат редот, понекогаш може ургентноста на случајот што се носи исто така да го поремети редот, но секогаш повеќе или помалку наоѓаме разбирање со пациентите. Вие сте секојдневно со вашите пациенти, со вашите блиски, со пријателите. Кои се нивните коментари за сите донесени нови апарати во болницата и со подобрените здравствени услуги? Вака, коментарите се различни. Јас се радувам што повеќе се позитивни коментари, тоа што се работи, што посветено се трудиме да го направиме и да го оставиме како еден белек или аманет во времето во кое живееме. Многу луѓе тоа го перципираат и го прифаќаат позитивно. Има различни коментари зависност од начинот на кој пациентот влегол и какви биле неговите очекувања. Не сме сите исти. Не можеме на сите во исти момент подеднакво да помогнеме. Бидејќи самата институција и самата потреба од незините услуги го менува и карактерот и очекувањата на луѓето. Многу зачудувачки е да исти човек кога ќе влезе во некоја друга институција, како банка или катастар или слично, е наоружен со многу поголема трпение отколку кога ќе дојде во болницата. И тоа, мислам, не е за осуда. Сите бараат некое решение на проблемот, а секогаш решение не постои. Разочарувањата се големи, но ние со самото тоа што постојано сме посветени и работиме, се надевам дека балем дел од проблемите и очекувањата сме ги исполниме на нашите корисници на услуги, на нашите пациенти. Да кажам дека многу го подобривме перцепцијата и амбиентот во болниците. Во последните 3-4 години на 4 пати носевме донација од Италија околу 234 кревети. Сите кревети се нови, сите душеци, перниците, надказните во болничките соби. Секоја собја има телевизор во слободното време да се занимава, да се пациентот едноставно му се скрене вниманието од основниот проблем за кој е тука. Исто така, последните 3-4 години имаме достава на храна од надвор, што е, мислам, за поздравување момент, бидејќи по сите стандарди и ХАСАП системи. Имаме хигиена или одржување на просториите на болницата од надворешни фирми, што лично јас како раководител сум презадоволна и од соработката и од постигнатите резултати. Сето тоа не прави да веруваме дека сме на вистински пат, дека сме ги задоволиле очекувањата, некај секој, и понатаму ќе се трудиме да подобриме, примаме сугестии во правец во кој треба понатаму да работиме и да продолжиме да нудиме квалитетни здравствени услуги. Директор, ќе ви благодарам за одвоеното време. Се надевам и сигурно сум дека успевме да го задржиме вниманието на гледачите и пред се на вашите пациенти. Благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за одвоеното време. Исто така, доколку ви имате некакво прашање со оваа тема, наша денешна тема, или пак во некоја наредна тема, или пак сакате некоја тема да обработиме, можете слободно да не побарате на нашите веќе добро познати телефони или пак да ни пишете на нашата емаил адреса. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и довидување до некоја наредно отворено студио.